Граѓанската иницијатива Го сакам водно бара итно прекинување на активностите за изградба на гасоводот низ Водно, поради како што велат загрозувањето на животот на работниците на терен и игнорирањето на мерките за заштита од ерозија. Се работи на исклучително тежок терен со наклони од 63% во должина од 107 метри и 71% во должина од 163 метри. Работниците треба да ги носат багерите во амбис, затоа што така оди трасата на гасоводот. Треба да го ризикуваат својот живот за да продолжи изградбата на гасоводот низ Водно по секоја цена, велат од Го сакам водно. Нагласуваат дека не се применуваат мерките за заштита од ерозија кои се потребни на сите наклони поголеми од 20% во парк шумата Водно, иако како што посочуваат, препорачено е да се имплементираат низ целата делница. Мерките не се применуваат зашто не е завршена постапката за јавна набавка за избор на фирма која ќе ги спроведе, порачуваат од граѓанската иницијатива и додаваат дека планот за заштита од ерозија по нивно барање пред 1 месец е доставен до МЕР и до Министерството за транспорт и врски. За нив е симптоматично и обновувањето на решението за сеча од градоначалникот на град Скопје Петре Шелегов, а велат дека е можен фалсификат и студија за влијанието врз животната средина, бидејќи еден од професорите потпишан како соработник сам јавно истакнал дека првпат слуша за изработка на таков проект. Како посебен проблем го истакнуваат немањето дозвола или мислење од Министерството за одбрана за градба на гасоводот во непосредна близина на бункерот во кој е сместена главната противвоздушна одбрана на Скопје. Посочуваат дека не се донесени и законите за Водно и Матка, кои се внесени во владините заклучоци од 22 август годинава.